Добар ви ден на сите. Дозволете на овој убав 24 мај, денот кога го одбележуваме споменот на светите Кирил и Методи, творците на словенската писменост и всесловенските учители и просветители, да ви го честитам со многу љубов, со желби за добро здравје, но и со желби што поискрено да го следиме примерот на овие две светли личности од нашата историја. Луѓето кои што како сонце светнаа со нивното дело помеѓу словенството, прво поради фактот што ја направија азбуката за словенските народи кои што дотогаш се служеле со туѓо писмо за да ги изразуваат нивните најосновни емоции, нивните најосновни мисли, потреби. Но сето тоа бил еден тежок процес. Токму така, со Божјо вдахновение, со многу труд и љубов, младиот Константин, подоцна наречен Кирил по неговото монашко име, ја направил словенската азбука, глаголицата, со 38 букви направени по примерот на грчкото писмо, но значаен дел од буквите всушност биле реален и автентичен одраз на гласовите кои што биле токму дел од словенскиот изговор, или поточно од говорот кој што го применувале македонските словени од околината на градот Солун. Во неговото дело, во сите тие предизвици, исполнети во нивниот краток живот, но значаен, и тоа како значаен, му помагал и неговиот брат Методи, или светиот Методи. Заедно, по барање на највисоките државни чиновници, отишле помеѓу словените и како мисионери, не само говорејќи за новата азбука, туку исто така проповедајќи ја и православната христијанска религија, со тоа што исто така правеле макотрпни напори да го воведат словенството во тајните на православието, но и во животот исполнет со богоугодност и добродетелство. Токму заради тоа, токму заради нивните мисии кај хазарите, кај сарацените, но и она најважната, моравската, ние денеска треба да им бидеме благодарни на овие две прекрасни личности кои што историјата ни ги дала. Нека им биде вечен споменот, а нивниот пример нека биде светлина за сите нас.